Петок, 30 мај 2025, добра вечер во Дневникот на КТВ. Во просториите на локалната самоуправа Кавадарци, секретарот Тодор Ефремов и советникот Јован Златевски имаа работна средба со представници од Источниот плански регион од општина Жалец, Република Словенија, како и представници од Развојната агенција Савиња од Словенија. На средбата се разговараше за континуитетот на реализирање на проектите во општина Кавадарци, како и можностите за соработка со Развојната агенција од Словенија, но и можности за развој на туризмот во двете општини, информираат од пресслужбата на локалната самоуправа. Согласно годишната програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести и оперативниот план, општина Неготино во понеделник на 2 јуни ќе спроведе активности за прскање против комарци. Се информираат жителите дека адултната дезинсекција со машинско прскање поради запрашување од комарци ќе се изврши во понеделник, почнувајќи од 22 до 5 часот наутро. Се апелира до граѓаните и здруженијата кои одгледуваат пчели и други животни благовремено да ги превземат сите неопходни мерки за нивна заштита. Денеска подрачното СОС детско село Кавадарци организираше настан по повод 1 јуни, денот на згрижувачките семејства. Пред непол месец ја отворивме канцеларијата подрачното оделение на СОС детско село тука во Кавадарци, кој што ќе функционира регионално. Така што еве денес сме тука по повод 1 јуни, денот на згрижувачите и згрижувачките семејства, да им дадеме признание и почит на најважните сегменти на нашата организација, односно тие се темелот на СОС детско село. Тие се, како што ние велиме, хероите во сенка, бидејќи нивната улога е тивка и не се гледа нити на насловни страници, нити било каде, меѓутоа се гледа во чувствата на едно дете кое што добило повторно верба во ново семејство и кое што најчесто не по негова вина ја изгубила можноста да живее во своето биолошко семејство. Така да не само денес, туку и секој ден треба да им се одаде признание, им благодариме за нивната сила и добрина што ни помагаат да се движиме кон целта на што ни е зацртана на сите. Како што кажа колешката, денес се собравме тука да го одбележиме нели на кратко настанот по повод денот на згрижувачите 1 јуни. И сега вака, денешниот ден е посветен на згрижувачите и исто така ни овозможува да упатиме нели јавно признание на сите напори кои СОС детско село ги прави, а исто така денес тука се присутни представници од многу институции кои сите заедно сме здружени во овој процес да го унапредиме згрижувањето и да го зголемиме бројот на згрижувачките семејства. Поканети се представници од институциите, од невладини организации, од општините, центрите за социјални работи. Исто така има ученички од гимназијата Добри Даскалов кои ќе прочитаат автентични приказни и че имаме можност да слушнеме инспиративни говори и да видиме дел од животот и работата на згрижувачите, како и да споделиме моменти на радост и на гордост. Екипа од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, организациона единица Паркови и Зеленило деновиве работи на хортикултурно уредување во градот. Со оваа акција ќе се засадат околу 4000 корени на цвеќе. Се садеше во новите жардинјери на градскиот плоштад, Паркот на Револуцијата, градскиот парк, кружниот тек Блажо Алексов, кружен тек Моша Пијаде, Никола Минчев, жардинерии и булевар Македонија, информираат од јавното предпријатие. Основното јавно обвинителство Кочани денеска ја заврши истражната постапка во врска со пожарот во клубот Пулс, со кој беа опфатени вкупно 46 осомничени за тешки дела против општата сигурност од членот 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Во следниот период течат законските рокови во кои одбраната може да изврши увид во доказите и да предложи своји докази, пошто ќе биде донесена јавно обвинителска одлука.
Оперативниот план опфаќа и обуки за жени и млади до 29 години во рок од 3 месеци со месечен надомест од 12.000 денари, рече на денешната пресконференција владината портпаролка Марија Митева, презентирајќи детали од оперативниот план за вработување за оваа година. Денешен фокус се мерката обуки. И од самата содржина на оваа пресконференција ќе забележите зошто цениме дека ова е исклучително важно. Ова не се само обуки, ова се шанси. Шанси за секој кој што се уште ја чека својата прва работа. Шанси за жените кои со години беа оставени надвор од системот. За младите кои бараат нов почеток. И за сите кои сакаат да станат дел од нова зелена, дигитална и општествено одговорна економија. Во рамки на мерката обуки, ќе можете да забележите и на екранот позади, во овој циклус предвидуваме вкупно да бидат опфатени над 2000 лица, со различни профили на поддршка, согласно нивните потреби, но и пазарните реалности. Ќе започнам со првата обука, која што е намената за невработени лица кои што се регистрирани во Агенцијата за вработување, и оваа обука ќе биде кај конкретен работодавач на конкретно работно место. Овде се вклучени 245 лица. Приоритет имаат жени, млади до 29 години и долгорочно невработени лица. Секоја личност ќе добива надоместок од 12.000 денари месечно за време на обуката која што е во време трајање до 3 месеци. Втората обука се однесува на обука за веќе побарувани занимања на пазарот на трудот. Овде пак се опфатени 600 лица и фокусот на обуките е потврден со социјалните услуги, зелените работни места и трговијата и услугите. Исто како и во претходната, и овде надоместокот ќе биде до 12.000 денари месечно. Обуки за напредни и основни вештини, тоа се однесува на обуките кои што се за компјутерски вештини и јазични обуки и опфаќаме 720 лица. Јас лично би сакала да ги истакнам обуките кои што се однесуваат на напредни дигитални и IT обуки, кои што се преку лиценцирани програми. Ќе можете од документот позади да видите за кои обуки, колку актуелни обуки, кои што се навистина побарувани во овој период од страна на многу млади, на многу граѓани се вклучени во оваа мерка, колку се навистина истите овие финансиски оптеретувања за младите. Сега ќе може да бидат опфатени и да ги искористат 470 лица, а секој учесник ќе добие меѓународно признат сертификат, што значително ќе зголеми неговата или нејзината конкурентност на пазарот на трудот. Почитувани граѓани, обуките не се само инвестиција во човечки капитал. Тие се показател дека државата конечно се однесува одговорно. Ветивме дека ќе донесеме систем кој работи за граѓаните. Денес ние тоа го покажуваме на дело. Од евиденција во Агенцијата за вработување доаѓаме до шанса за нова работа. Ова е влада која што ги менува правилата, со посветеност, но и со нудење на нови решенија. Работа, знаење, перспектива. Тоа е патот што го трасираме. И ова нема да биде за поединци, туку ги вклучува сите. Скандалозна одлука за Христовски, обвинителството како партиски инструмент на ВМРО ДПМН, обвинувања од опозиционата СДСМ. Со одлуката за отфрлање на кривичната пријава против директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, јавното обвинителство се претвара во партиски инструмент на ВМРО ДПМН. Наместо целосно независен орган, ослободен од прангите на политиката, се става во одбрана на незаконското назначување на директорот на Агенцијата за национална безбедност. Селективниот пристап и бројните недоследности фрлаат црна дамка за целата постапка, која е контрадикторна со веќе завршени постапки и судска разрешница. Зошто обвинителството, почитувани, не побарало официјален одговор директно од ЕТС, институцијата што ги издава ТОЕФЛ сертификатите? Зошто не е постапено исто како со двете директорки на училишта и директорката на болница во Дебар, кои беа гонети и осудени токму за користење лажни ТОЕФЛ сертификати од истото место како Христовски? Има судски пресуди за кои одговорите, почитувани, се обезбедени директно од ЕТС и тоа за само неколку денови. Сега, кога станува збор за партискиот кадар на ВМРО ДПМН, оваа постапка е целосно игнорирана. 6 месеци обвинителството чека одговор од Бугарија, при што признава дека тој одговор е нецелосен.
и врз база на нецелосен одговор како се носи одлука. При тоа целосно се игнорираат и јавното достапни истражувања, документи, снимки и изјави кои јасно укажуваат на тоа дека ова јазично студио не издава TOEFL сертификати. Дополнително има и други отворени контрадикторности. Христовски тврди дека полагал во Пловдив, а обвинителството вели дека полагал од дома. И се тоа треба ние да веруваме дека е во ред. Или ако си кадар на ВМРО ДПМН, тогаш се може. Ова прочитувани е селективна правда. Ова е политичка одбрана за спас на партиските кадри на ВМРО ДПМН. Оваа скандалозна одлука не само што ја руши довербата во институциите, туку и потврдува дека се уште живее духот на тефтерчињата од времето на Никола Груевски. Се потврдува дека со ВМРО ДПМН на власт нема и не може да има правда. Реагираа на обвинувањата од ВМРО ДПМН. Во реакцијата се вели: во СДС повеќе од јасно е дека не можат да се фокусираат на својата основна работа, па почнаа да глумат истражители и даваат идеи како треба да постапуваат надлежните во правосудството. Како и да е, ги разбираме од СДС, тие се навикнати нивните обвинители и судии да ја кријат вистината на сите можни начини. Епа вистината не може да се крие во недоглед. Многу е јасно, обвинителството ја отфрли пријавата за директорот на АНБ Бојан Христовски. Со оваа одлука на обвинителството вистината излезе на виделина, сите лаги на СДС паднаа во вода, пишуваат во реакцијата од владеачката ВМРО ДПМН. Дали декларацијата во Европскиот парламент е доволна гаранција за Мицковски за откочување на европскиот пат? Прашање од лидерот на СДСМ доктор Венко Филипче. Прво, секој конструктивен предлог, секој повик за некаква форма на обединување на капацитетите на сите политички чинители кои може да направат нешто добро е за поздравување. И апсолутно ќе го направиме тоа. Јас веќе вчера зборував со секретарот на ПЕС, партијата на европски социјалисти, во чие семејство ние припаѓаме, господин Филипек, во однос на координација, и денес ги продолжуваме работите да видиме кои се тие конкретни чекори кои што треба да ги направиме, да разговараме со европартијниците кои припаѓаат на нашето семејство на демократи и социјалисти. Меѓутоа има едно прашање, а тоа е што е целта на оваа декларација и дали конечно, доколку биде прифатена, тоа ќе биде нешто што за премиерот ќе биде доволна форма на гаранција да се започне процесот на уставните измени. Поради тоа што се има впечаток дека владата секогаш има некакви принципи и црвени линии, меѓутоа ако тие не важат, имаат и други. На почетокот беше продолженото дејство на одложеното дејство на уставните измени, понатаму беа пресудите во Страсбург, еве сега декларација во Европскиот парламент. Значи, клучното прашање е што е тоа што е доволно. Сметам дека ние како влада сосем доволно направивме да се заштити и јазикот и идентитетот на македонскиот народ. Доказ за тоа е што македонскиот јазик е официјално прифатен во Европската унија без никакви звездички фузноти, веќе има потпишан прв официјален договор на чист македонски на јазик, тоа е договорот за Фронтекс, но еве, ќе бидеме апсолутно конструктивни, затоа што сметам дека е тоа и добро и правилно, поради тоа што треба конечно да го откочиме овој блокиран процес. Продолжуваме со спортот. Македонската фудбалска репрезентација денеска го имаше првиот собир во пресрет на јунските дуели против Белгија и Казахстан во рамки на квалификациите за пласман на светското првенство 2026. Македонија на 6 јуни ја пречекува Белгија на националната арена Тодор Проевски во Скопје, а 3 дена подоцна гостува на Казахстан. Секако сега е крај на сезона, нели завршуваат сите играчи, завршуваат во своите клубови, но сепак овој циклус е многу важен за нас и мислам дека ние мораме максимално да се фокусираме на овој циклус, затоа што играме со Белгија првата утакмица дома која е многу битна и потоа нели со Казахстан. И така да мислам дека сите треба да се стават во тимот максимално. Може е тешко, да, нели,
завршуваат, како што кажав, завршуваат у своите клубови, но секако дека после овој репрезентативен циклус можеме нели потоа да се одмориме, но сега се надам дека сите ќе оддадеме максимум да извлечеме најдоброто во овие две утакмици и потоа ќе видиме. Имаме стварно, да кажам, почнавме нели добро и се надевам дека еве сега против Белгија, како што покажавме дека нели со Велс имавме голема шанса да ја добиеме таа утакмица, но ете колку значи таа концентрација до крај на утакмицата, значи мораме да извлечеме поука од таа утакмица, дека до крај, додека судијата нели не свирне крај, дека мораме да бидеме максимално фокусирани и се надевам дека еве сега ни се пружа шанса, друго играме дома со уште, да кажам, појака селекција од Велс по мене, искрено, и затоа мораме максимално да се припремиме за таа утакмица и потоа нели идеме у гости со Казахстан, каде што исто ќе не чека еден тежок натпревар, затоа што како што мислам дека таму играме и на вештачка трева. Така да тоа потом, али ајде да прво да помине Белгија, па потоа ќе видиме со Казахстан. Прв тренинг денеска, сега се собираме, имаме доста до утакмицата со Белгија и мислам дека селекторот ќе ни покаже што и како ќе се припремаме за таа утакмица и ете имаме доволно време да се припремиме добро и тактички, и ментално, и физички, така да мислам дека ќе биде добро. Мислам дека помина доста години кога последен пат играв против Белгија и времето кога играв нели таму. И мислам дека во нивната селекција доста се променија исто некои работи и доста играчи нели се промени селекцијата во кај ниво репрезентацијата. Има доста нови играчи, млади, така да мислам дека ќе биде поинаква од таа кога игравме пред не знам колку 10 или 12 години и секако дека мотив мора да постои нели против секоја утакмица, а сепак нели кога играш против, да кажам, една Белгија, тука треба максимално да бидеш мотивиран. Утре не очекува сончево и потопло време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен дожд и ретки грмежи. Температурата ќе се движи од 11 до 25 степени. Од недела следува период на претежно стабилно и топло време со значителен пораст на дневните температури. Тоа беа содржините во дневникот, имајте пријатна вечер.